назад сме во отвореното студио каде се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски. Во овој блок ја третираме темата на здравството, односно конкретно посветена на одбележувањето на меѓународниот ден на меѓународната недела всушност на медицинските сестри. По тој повод наши гости во отвореното студио е сестра Горданка Бешлиовска, која што воедно е и председателка на Сдруженијето предводено од медицинските сестри и секако медицинската сестра Данча Сердарска Димитровска. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам. Ке започнеме со она што го кажа всушност и во најавата. Се одбележува меѓународната недела на сестринството, така наречена. Утре ќе биде главниот настан во домот на Арама, а веќе пред неколку денови, односно на 6 мај, се одбележа и во Куманово. Навистина, ние кога имаме оваа интернационална меѓународна недела на сестринството, добиваме малку повеќе простори и јас искрено многу ви благодарам за одвоениот простор и време и значење кое што ќе ни овозможите да го искажеме за сето она кое што ги засега во моментот медицинските сестри во нашата држава. Ја користам приликата пред се да им го честитам 12 мај, меѓународниот ден на сите сестри, кој што ние со Свечена академија и централна прослава, како што кажавте, ќе го одбележиме во текот на утрешниот ден, со почеток од 12:30 часот во концертната сала во Домот на армијата. Неделата на сестринството ја започнавме со еден многу убав, едукативен и поздравен настан за акушерките во Општата болница во Куманово. На наше задоволство имавме приреден еден многу убав настан со подршка на нивната директорка на болницата, нашите координатори и членови, каде што слушнавме многу убави моменти за нашите сестри, колешки, акушерки и кои што не вратија и не подсетија за оние моменти кога станувавме мајки, бидејќи они се тука секогаш кога донесуваат нов живот. Така да во текот на целата недела сме исполнети со многу настани. Во градската општа болница 8 септември секој ден се одвиваат едукативни настани на сите теми кои што во моментот и през годината не засегаат најповеќе, како што се моментот со епидемијата и интрахоспиталните инфекции кои што секогаш ги третираме и се многу важни и се исто еден многу голем сегмент во работата и во интервенциите на медицинските сестри. Така да централната прослава во текот на утрешниот ден ќе ги донесе завршните пофалници и благодарници на сите наши здруженија на пациенти кои што се суштина за нашето постоење со кои што ние во текот на годината континуирано учествуваме во сите нивни настани. Ќе имаме благодарници и пофалници за сите оние болници, институции од терцијалното, секундарното и примарното и од концесионерството и од приватното, кои што преку годината покрај хуманото во најхуманото, значи беа многу повеќе изложени со некои конкретни настани случувања кои што се случува през годината, како што беше немилиот настан во Ласкарци, епидемијата со морбили, имунизацијата која што беше подстрекната малце со поголем број на активности и ќе одвоиме утре простор, значи на Свечената академија да сето тоа посебно го назначиме за сите наши колешки. Нормално дека како секогаш по традиција ќе бидат прогласени најуспешните медицински сестри. Синонимот на најхумани сакаме да го оставиме да биде значаен за сите, да не биде само за издвоените, бидејќи во најхуманите не можете да ги издвоите похуманите, можете да кажете поуспешните. Како се издвојува? Како се издвојува? Значи, ние критериумот во текот на минатото годишно прогласување на сестрите го дадовме акцент на посебни настани кои што не имаме секојдневни многу стресни настани, меѓутоа имавме прилика минатата година да слушнеме исклучителни стресни настани за учество на нашите сестри во истите, каде што допринеле посебно за превенирање, излекување и рехабилитација на пациентите, каде што слушнавме примери на акушерката која ја породи пациентката на Патарина со две близначки, каде што ги издвоивме колегите кои што посебно се дадоа во настаните во Куманово, каде што ги издвоивме колегите од ноќните служби кои што исклучително работат само ноќе со години. Значи дадовме акцент на некои посебни стручни наши работи кои што и самите ние во нашата фела, ако не ги спомнеме на вакви настани, можеби нема да ги знаеме и да ги слушнеме. А оваа година акцентот ќе го дадеме по основ на успешност на нашите колеги кои што мимо професионалното, кои што го работат на работните места, појдоа на едукација, едуцираа многу колешки, се дадоа многу во унапредувањето на сестринската професија, со едукации сопствени за себе, едукации за колешките околу себе, со едукации на пациентите, дадоа многу голем придонес за Сдруженијето
Сдруженијето и за Унијата, и на тој начин сакаме да ги стимулираме сестрите покрај професионалното и оваа успешност на ова поле по основ на едукациите и нивното сертифицирање по однос на одредени стручни наши надградби, да ги стимулираме да се што повеќе и повеќе се едуцираат. Така да ќе ги одбереме најуспешните, односно веќе според извршниот одбор и комисијата во Унијата и во Сдруженијето по предлози од сите здравствени институции. Листата е веќе готова, тие се информирани, ги чекаме утре заедно со сите нивни колешки. Колку доделувате признание? Значи оваа година ќе доделиме 35 признанија на ниво на цела Македонија, значи за сестри од примарното, секундарното, терцијалното здравство, од приватното, концесионерството, сестрите во градинките и сестрите кои што работат во Министерството за труд и социјала. Нашата унија, која што ја сочинуваат 5 здруженија, има над 5.500 членство на сестри и верувајте ми дека е многу тешко да направите едно вакво сиже на волкав список од една толку голема бројка и од се она што ние успешно континуирано го работиме во текот на годината. Сестра Димитровска, што значи всушност пред 2 години е нели формирано ова здружение за нас. Меѓутоа што еве за овој дел од вашата фела значат ваквите признанија во однос на можеби мотив плюс, меѓутоа добро е секој од нас да добие нели признание во однос дека нешто добро сработил, меѓутоа верувам дека од друга страна секој си ја врши својата работа и без разлика дали сте добиле или не сте добиле признание, сепак хуманоста и пожртвуваноста останува. Како што кажа нашата председателка, значи тоа не е избор секогаш на најуспешниот, тоа е секако избор на дел. Да се покаже успешноста на нашите колешки во нивните работни единици, во нивните болници, таму каде што нивните колешки фактички ги избираат. Значи, процесот е тој со номинација на колешките од внатрешноста, од сите болници, значи они да се одберат таа што според нив се истакнала како носител дали на едукација, дали на посебна организација, дали спрема годините на искуството што ги стекнало со текот на работењето. Значи ние ите како имаме сестри кои што се за пофалба и тоа е мотив плюс. Значи за секој еден професионалец кој што си ја извршува работата, знаете во ова време не време, на тежината на нашите работни места, на знаеме колку сме дефицитарни, колку малку не има, екстра напори даваме сите, секоја една сестра се дава максимум двојно да речеме и е многу битно некој тоа од страна да го види, барем ние од фелата наша, да го спознаеме, да го видиме и да му кажеме чест на дел од нашите колешки. Инаку можам и морам да кажам дека ние како здружение за нас сме предводник на Унијата, која што ја сочинуваат 5 здруженија, кои што во чии рамки влегуваат медицински сестри, стоматолошки сестри и акушерки на ниво на цела Македонија, вклучително значи и колешките од западниот дел на Македонија, значи тоа се колешките албанки, кои што широко им ги отворивме вратите и видовме дека ите како ни е потребно единството како фела, за да се зближиме меѓусебно, сите имаме исти ставови, исти цели, иста борба, така да бенефитот од овоа здружување, од обединувањето во таа унија е значајно за сите нас во Македонија. Дали тоа беше лајт мотивот, всушност ова што сега го спомена сестра Димитровска, конкретно за одлуката дека е потребно да се формира едно вакво здружение? Како не, знаете, ние со години надазад, значи достоинството на нашата професија го достигна дното. Значи, ние медицинските сестри најубаво го знаеме. Значи, ние немавме никаква компетенција и имплементација во здравствената политика. Значи, немавме компетентно тело кое што ќе може се да ги донесе проблемите и да понуди решенија за проблемите наши со кои што ние се соочуваме во здравствените институции. Сме биле здружени во ниво на здружение само за едукација, кој што со години значи го третирало тој дел и сме немале значи никакво учество во формирањето и креирањето и на дополнувањето на законите каде што и како значи треба да имаме место. Формирањето на здружението и на унијата, ваквата единственост, ваквата сплотеност ги сплоти сите тие здруженија кои што со текот на годините наназад се создавале парцијално. Па се создале тие здруженија на медицински сестри албанки, па се создале здруженија на медицински сестри од приватното и на таква нецелина, значи не сме имале компетентност.
Ваквата единственост, ваквата унија во која што сите влеговме, како што кажа колешката, со исти цели, со иста стратегија, не донесе до еден момент кога станавме компетентни во здравствените структури. Добивме групи во работите за надополнување и изменување на законот. Значи, најважното нешто што го направивме е дека ги посетивме сите колешки ширум Македонија како здружение, како унија, и целта ни беше пред се прво да ги информираме за нашите права и за сето она кое што ние треба во болниците и во институциите како профил, како медицински сестри да го имаме испочитувано преку колективните договори, до систематизациите, до признавањето на нашето образование и до имплементацијата наша во образовниот процес како едукатори во клиничката пракса на нашите идни колешки. Во овој момент, значи, во измените и дополнувањата на законот сме вклучени, значи имаме можност да ги предложиме сите решенија за сите наши проблеми. Сметаме дека законот за нашата... Најдувате на слух или? Пас, видете, ова ваква единственост не може да биде неслушната. Значи, ова е веќе 5.500 членство каде што ги имате медицинските сестри, имаме репрезентативност како бројка, како фела, како унија со која што и мислам за поздравување дека средбите ни се континуирани, успеавме да добиеме место во групите за надополнување и изменување на законот и оно што е најглавната и најголемата наша цел е донесување на законот за нашата професија. Ние во моментот сме професија фела која што работиме без законот за нашата професија и за нашата дејност. Што значи тоа? Тоа значи дека нашите работни задачи на работните места кои што се нарекуваат интервенции, значи збир на нашите работни задачи, не се потврдени и утврдени. Нашите медицински сестри го работат денот онака како што нели заслужува по закон, по пропис, по меѓузависно, независно и зависно во сопствената оваква професија. На крајот на денот имате тим од сестри кои што не задоволува по стандардите на бројот на пациентите, тоа е едно. Завршуваат со голем број на интервенции за кои што нема медицинска документација, нема запис. Ако се со различно образование, високо, средно, на крајот на месецот земаат различна плата, сите работат исто и имаат сите иста одговорност. И тоа доведува до една резигнација, нарушување на меѓуколегијалните односи и така понатака, каде што незадоволството на сестрите со средна стручна спрема е огромно заради тоа што личните доходи се многу ниски. Ќе зборуваме за тие проблеми, да. Так. Но бидејќи се уште сме при овој доменот на так. заслугите и како што велите вие, нели еве сега сте вклучени во формирањето на законите, ме интересира малку животната приказна на една сестра да ја доближиме и тоа индивидуално од двете. Вие сте дел од мнозинството на професионалци кои што го сочинуваат здравствениот систем и сте првите луѓе, тоа може да се види нели на секаде дали при директен контакт во болница или ако сакате и на екран, дека сестрите се тие кои што први пристапуваат до дали Многу е пријатно ова да се слушне. Да, дали до пациентот, дали до семејството на пациентот седно. Непосредноста е наша. Да, и сте поголемиот дел од времето вие со тие пациенти. Ме интересира лично, посебно, која е животната приказна на една сестра, еден момент кој што ви бил можеби најчуден или сте дошле во ситуација каде што не сте знаеле што да направите или па сте се снашле како тоа да го направите? Кои се предизвиците? Знаете како ние многу често кажуваме и така е, значи да бидете медицинска сестра не е професија, тоа е живот. Едноставно вие не сте само медицинска сестра додека сте на работа. Не случајно го спомнав јас тој момент на зависно, независно и меѓузависно. Ние секогаш делуваме во правец на превенирање на болестите, оздравување и рехабилитација. Значи, зависно по закон и по пропис, ние сме должни да ги извршиме сите оние интервенции кои што ни се зададени по индикација на докторот кој што е носител на здравствената дејност. Оно што друго не надополнува е сето тоа што треба да го носите во себе како племенито и тоа е љубовта кон вашата професија. Треба да ја сакате и треба да ве краси една точност, една професионалност, една колегијалност и пред се, сето тоа заедно треба да се изрази со една доверба кај пациентите и само тогаш вие се чувствувате многу успешни. Ние тоа го чувствуваме во очите на пациентите кога имате доверба кај пациентите. Довербата од пациентите ви дозволува да се чувствувате кога ги завршувате вашите интервенции дека правите нешто кое што подобрило и направило. Тоа чувство понекогаш не може да се опише. Вие не можете никогаш да ги доловите чувствата на тимовите во интензивните неги кога од критичните ситуации се вадат пациентите и се оживуваат и добивате една представа дека сето тоа ќе биде добро и тогаш значи сето оно што е за нас стресно
и сето она што треба да не научи да не бидеме емпатични, односно да се чуваме себе си во емпатијата и да не се соживуваме секогаш со се, затоа што не може, треба да се чуваме, работните стажови ни се до 62, односно 64 години. Значи, стресни се ситуациите многу, меѓутоа има и многу убави емотивни моменти кои што ние секогаш со задоволство знаеме да ги спомнеме, ги доживуваме и ги паметиме, и на наше задоволство многу се убави репликите од пациентите према нас. Ние на нашите свечени академии имаме поздрави од пациентите кои што ни стигаат на видеолинкови. Баш во практична смисла. Во практична смисла, знаете како, јас многу пати за себе сум кажала и пак ќе кажам дека многу ја сакам својата професија и кога би требала повторно да избирам, повторно би станала медицинска сестра. Господине Сардарска Димитровска, вие вашата најпредизвикувачки момент? Видете, јас работам во Институт за физикална медицина и рехабилитација овде во Скопје и можам да кажам дека имаме една огромна болница со голем број на пациенти кои што не посетуваат секојдневно екстерно, а имаме и многу голем стационар. 250 пациенти кои што лежат и то подолго време. Значи самиот процес на рехабилитација знаеме дека е долготраен. Задоволството на една медицинска сестра која што работи во такви услови, во такви околности, со тешки пациенти, малте не имаме многу пациенти кои што се буквално после животозагрозувачките нивни состојби на мозочни удари, на ампутации, на разни посттрауматски други стресни ситуации доваѓаат кај нас на рехабилитација, значи тие луѓе се буквално неподвижни. Добро, јасно ми е дека во тој момент семејствата на тие пациенти... Семејствата сите очи се вперени кон нас. Така, баш тој момент како? Ние сме носители на дејноста не само на негата и на грижата за пациентот. Ние сме 24 часа со пациентите. Лекарите се секогаш тука, ние работиме секогаш тимски, но лекарот ќе си ја постави диагнозата, ќе ја даде терапијата, останатото не е задолжен, да. Така е. И колку е тешко во целата таа приказна обкружување или ситуација, оно што и сестра Гордана го спомена, да се задржи некако начинот, односно да не ве повлече таа емпатичност. Така. Видете, професионализмот е пред се тука значаен. Не може никогаш да мислам, не може да не сочувствувате со семејствата. Ние сите сме од крв и од месо и не за џабе се нарекуваме сестри. Значи, за на некој да му кажеш сестра, тоа е многу нешто блиско, нешто присно. Значи, некој кој што 24 часа бде и се грижи над најмилото од дете, да не речам, па до возрасен старец кој што е во подминати години, семејствата се тие што неминовно се дел од процесот, тие не надгледуваат, не наблюдуваат, не и оставаат малтене повеќе работи во наши раце и секогаш те гледаат со очи отворени што понатаму, како понатаму. Најголемо задоволство е кога ќе го видите тој пациент, да речеме, после 15 дена како напредува, како застанува на нозе. Такво едно задоволство, едно благодарам, едно чувство на успех професионален, верувајте, ти ги полни батериите, ви ги полни батериите и ве тера да одите напред. А од друга страна, тука се наметнува прашањето, ако споменавте за позитивните реакции и она што ве полни, како може би ве реагирате на некои негативни реакции од страна на пациентите, нивните семејства, бидејќи нели де факто ги има секакви различни ситуации со кои што се соочувате? Знаете како, ние преку унијата и преку здруженијето и овие простори вака како медиуми кои што ни ги давате и овие 2 години ни ги изнесовте сите проблеми онака јавно, мислам дека веќе со пациентите почувствуваме некоја блага надолна линија на незадоволство према сестрите, бидејќи и пациентите и јавноста слушна со што све се случува. Што се случува позади таа службена врата каде што чекате во неисчекување да влезете на било кој преглед или да влезете на било кое оделение, мислејќи дека таму некој се одмара, а вие надвор чекате и не знам како, значи представата, видувањето на јавноста и на пациентите се промени и тоа го чувствуваме и тоа се зборува во нашата фела, слушајќи ги они сите наши стресни ситуации. Ако вие земете во предвид дека на едно интензивно оделение имате 24 интензивни кревети, тоа значи пациенти на кои што скалата од која што се зависни од вас, значи ние имаме по Светска здравствена организација скала врз основа на потребите на пациентот временски и потребите од сестрата од негата, значи по скала се бодирани во прва, втора, трета и четврта категорија, каде што нивната зависност од медицинската сестра во категорија 4 е 24 часа, значи континуирано нон-стоп. Зборувам, значи,
од зависност физичка било каква за немоќност, за храна, хигиенски, било какви сите потреби кои што ги има, па се до оној специфичниот и специјалниот дел со кој завршува вашата работа, вашата смена, а кога ќе видите дека на тие 24 кревети имате само 4 медицински сестри, може да замислите како да речеме изгледа тој ден на една медицинска сестра цел ден, кога треба да стигне и да ги обслужи сите на секаков начин. Немате место и простор, професионализмот не ви дозволува да им се налютите на пациентите. Јас кажувам, ама човек сте се пак. Јас кажувам во моето работно работно искуство, значи долги години ја водев хирургијата во градската општа болница 8 септември. Бев главна сестра на одделението за дигнестивна хирургија, пред тоа работев 13 години во одделението за интензивна нега, така познатата шок соба хирургија, од каде што стекнатото искуство ми беше одскочна средина за да продолжам на хируршките одделенија каде што едуцирав многу сестри, со задоволство можам тоа да го кажам и сите нив ги поздравувам во оваа прилика. Прераснаа сите во прекрасни сестри, дел од нив се уште во болницата, дел се во други здравствени институции и после таа 13 годишна работа, 10 години ја водев градската општа болница како главна сестра на болницата. И имав прилика, значи, да искуството да го стекнувам преку интензивната нега до стационарот меѓу пациентите и да видам многу тажни ситуации. Сум била сведок на многу стресни ситуации кои што сум ги преживеала во ноќните и во денските смени и тоа верувам дека и со сите наши колеги и колешки исто. Нема зборови да го опишете тоа како се изгледа, посебно за сите оние масовни случувања кои што не се случуваат, за кои што не сакам ни да си спомнувам, па за сите оние неочекувани диагнози кои што ви излегуваат од операционата сала стресни и за сите оние радосни моменти кога мислите дека све е изгубено, а на крај доаѓаат резултатите дека е нешто добро и вие тоа го споделувате со семејството и сето тоа е затоа реков тоа е живот на една медицинска сестра. Сакам додека сме кај ова живот. Дали тие одлуки, работи кои што им ги кажувате на пациентите и на семејствата, од кога ќе добиете некаков фидбек, дали влијаат на приватниот живот после тоа? На нашиот приватен живот. Да, работното време е до толку и толку. Па видите, нашиот приватен живот е испреплетен со потребите на пациентите. Јас не случајно го спомнав и тој меѓузависен дел. Тој е оној дел во кој што вие сте сестра и после работното време. Вие постојано здравствено ги воспитувате сите околу вас и пациенти кои што биле, па и да не речам и вашата блиска околина. Секогаш сте сестра. Во секој момент, значи, вас ве загрижува и во јавниот превоз кога сте било како едно лице кое што ќе ви даде симптом на дека не се чувствува добро или на улица или било каде, не можете да останете равнодушни. Во соседството сите прво вас ве прашуваат, па после вие сте секогаш тие кои што треба нели така да се чувствувате дека треба во секој случај да помогнете. А тие се пак ситуации па посебно доблесни и посебно знаете секој еден убав кажан збор ви дава еден стимул да се одржите и колку да ви е некогаш тешко. Гледам дека можеби ви интересираат некои случаи настани во моето време кога јас во интензивната нега работев долготрајни дежурства по 24 часа и кога денот светлината на после завршување на утренски на ноќната смена не можете да ги отворите очите кога ќе искочите од болница бидејќи сте дено-ноќно на дневно светло во интензивните неги. Ми се случувало во јавен превоз понекогаш и да подзаспиам додека да се вратам дома и ќе ги слушнев господите кои што одеа со 59-ка до Бутел во себе во автобус. Кој знае каде акала цела ноќ. Знаете, мислам, тоа е составен дел од нашиот а понекогаш ќе слушаме, не, таа е медицинска сестра, ја знаеме, ја видовме таму или ја видовме вака и тогаш добивате некоја друга енергија, некоја друга топлина се случува. Ако можам да се надополнам на апропо колку ни тоа согоруваме професионално на работа. Така и го разбрав делот од прашањето. Значи не е дека не ни смета и не ни влијае на нашите животи. Значи професионалното согорување на нашите работни места е и како голем проблем за нас како индивидуи. Видете, ние имаме такви проблеми да сме се помалку на работните места, значи се намалува бројот. Нашите колешки одат во пензија, на нивно место не доаѓаат замена со одветни кадри. Ние преска напомнав дека буквално една сестра може да одработи 2 смени, може да одработи дупло за колешката што не дошла на работа и тоа професионално согорување многу влијае. Значи, медицинските сестри во Македонија, да се разбереме, се веќе во како да кажам,
кога ќе ги Старосната гледаш, граница е- старосната граница им е веќе многу висока. Значи се помалку млади сестри, се повеќе сестри пред пензија. Одливот на медицинскиот кадар и како е многу значаен. Ни се случува секако. Да продискутираме, ајде, ова тематика се провлекува во текот на годините. Не е спорно е дека континуирано ние како медиуми постојано известуваме. Така, следите. Дека има голем одлив на здравствени работници. Докаде сме на ова поле? Како да вие неколку пати во вашите одговори напоменавте дека се соочувате со дефицитарност, дека нема млади кадри, дека се некомпетентни младите кадри. Како ова да тргне на Ние го подобро? формиравме друштвото на патронажните сестри, од каде што имаме старосна граница над 50 годишна возраст кај патронажните сестри и немаме подмладување на млади сестри во патронажната служба, кој што е многу важно. Значи, знаете, дека патронажните сестри се тие кои што ги воведуваат младите мајки во се она што е потребно со бебињето. Истото ни се случува и во многу други стручни области наши, каде што медицинските сестри во последно време, значи она популистичкото, поминуваат во еден статус на договорно дело или волонтери во нашите болници, каде што се стекнуваат со едно одредено искуство. Ние ги едуцираме нормално, нели, за да ги уклучиме во редовниот работен процес, меѓутоа сите они си го барат местото под небото надвор од државата заради незадоволствата со кои што се соочуваме во здравствените институции. Не можете да ги задржите ако не им го признаете високото образование. Не можете да ги задржите ако земаат 18.000 личен доход. Не можете да ги задржите ако работат во дежурства по 24 часа, а им третирате ноќен труд од 4 часа. Да, и ноќните смени. Не можете да ги задржите ако во една операциона сала денеска се сменат 6 хирурзи, а инструментарката е иста. Значи таа започнува денот, таа го завршува денот, а 6 доктори хирурзи со своите тимови ќе се пробенат со пациентите. Мислам тоа е за поздравување се и за континуитетот на работата и се, меѓутоа, значи инструментарките се пред се премногу дефицитарни. Или ако ги земете во кардиолошките, кардиохируршките гранки, каде што во ангиосалите, во диагностичките процедури и во се она што сега се работи во подем во нашите болници, по 2 медицински сестри по цел ден ги обслужуваат сите тимови на кардиолози во истите ангиосали и едноставно се преморени, согоруваат. Едноставно, значи, многу се дефицитарни во приватните институции и сите оние кои што се чувствуваат повозрастни и не можат да заминат, нели, да си го барат местото под небото во европските земји, бегаат во приватните институции, каде што нормално имаат многу подобри услови. Работното време им е онака организирано како што им одговара, личните доходи им се многу повисоки, школите им се признаени и од тој аспект, значи, си ги напуштаат јавните здравствени институции. Значи, вие се соочувате со истиот проблем во вашето дело? Секако, значи, тоа е, како што рече преска сестра Гордана, ние појдовме малтене до најмалите од здравствените домови па до поголемите болници во државава и проблемот е секаде ист. Тоа е исто и кај нас. Значи, мислам дека е на секој ниво така, дека медицинските сестри се помалку и помалку добиваат работно време, уствари договор кој што е за стално работно време. Тоа е се повеќе договор на дело, се повеќе несигурна работа, достоинствената плата гледаме дека ја немаме, веќе паднавме некаде скоро на минимална плата. Зборуваме за колешките што имаат средно образование. Незадоволствата во здравствениот систем оттаму незаинтересираност и незаинтересираност. Видете, секогаш постоело заинтересираност за медицина, секогаш постоела заинтересираност за сестринство, ама од друга страна политиките допринесоа да се случи еден екзодус, еден одлив на младиот едуциран кадар. Имаме многу што поминувани из болниците практично за да го положат тој стручен испит што ќе им даде лиценца за работа и после тоа да не доаѓаат на работа во матичните институции каде што се едуцирале, туку да заминат во странство или да чекаат под биро за вработување, што или од едно место на друго, па друга болница, па трета, и сето тоа прави една колизија во системот. Но оно што загрижува, пред малку пред крај, како заокружување на разговоров, го споменавте, е што велите дека меѓу другото нема квалитетни кадри, можеби во глобала генерално земено, кој што дали тоа може да значи дека ако не тргнеме кон подобро, да се извадат тие квалитетни кадри, да се задржат тука во земјава, ќе дојдеме до ситуација да нема кој да не лечи адекватно. Знаете, ние кога зборуваме за квалитет, зборуваме за додатни едукации и сертифицирања во посебни области на сестрите.
Може да замислите дека сестрите сега завршуваат специализации, а не се препознаени во здравствените институции, не им ги признаваат. Така. И тоа се успешни кадри како вие што кажувате, меѓутоа никој тоа не им го признава. И тие не можат да дадат, значи не можат да си го остварат апсолутно да си го валоризираат трудот. Истото ни се случува и со сестрите со висока стручна спрема. Завршуваат на високите школи, во одредени здравствени институции не им се признаваат високите школи. Нели е тоа нешто кое што ќе го подигне нивото и во стручноста и така понатака. Ние сакаме и во стратегиите сакаме да ги изделиме работните задачи, интервенциите и да знаеме сите на работните места на кој колку ни и докаде ни е работата и врз основа на тоа значи да бидеме така да бидат вреднувани интервенциите, да сестрите со средна стручна спрема во својот домен и своите одговорности си бидат платени, за разлика од сестрите со високо и сестрите со специализациите. Ја немаме комората како правен субјект, го немаме законот за сестриство кој што треба да ни го донесе правниот субјект, кој што треба како кај лекарите во нивната комора, сите едукативни настани од типот на конференции, конгреси и така понатака да бидат будирани и сестрите на нивната лиценца да добиваат стручни надградби до едукација, кои што па од друга страна ќе си бидат финансиски како што треба платени, а колективните договори медицинските сестри ги предвиделе во групи на сестра со средна стручна спрема и со високо. Сега еве значи во новите колективни договори, во новиот колективен очекуваме во измената значи да влезат специализациите, па тек тогаш систематизациите во здравствените институции да ги препознаат и сестрите со специализациите да си добијат соодветна финансиска. Апсолутно. И тоа е едно огромно незадоволство, значи во целата работа, во делот на дефицитот кој што го имате, работите, значи се давате себе си прекумерно во интервенциите, образованието го имате завршено, а не ви го признаваат, не ве препознаваат. Нашата борба е значи да апсолутно докажеме дека Европската директива ќе бара во здравствените институции секаде да има одредена бројка на сестри со високо образование и само на тој начин дефиницијата на институциите по директивата ќе мора да се најде себе си. И ние сакале или не, колку и да го негираме во моментот образованието на сестрите, ќе дојде моментот на директивата која ќе се отворат портите за здравство, кога ќе се отворат вакво проблемите, поглавието за здравство. Во тој случај, значи, ќе биде за болниците задолжување сестрите да имаат високо образование. А ние ќе бидеме тие кои што ќе сакаме интервенциите да им ги издвоиме, да ги добијат одговорностите како што треба. Имаме сега ситуација, ако не го пробиваме времето, имаме ситуација во која што сестрите со високо образование во одредени здравствени институции добиваат повисока плата, меѓутоа не добиваат поголеми одговорности. Работат исто како што работат и сестрите со средна стручна спрема. И веќе имате тука едно незадоволство, имате една меѓуколегијална мешаница во која што нели нормално сестрите со средна стручна спрема се чувствуваат во секој случај. Господин Данче, кое е решението за ова, за крај и решението секако дека има решение. Значи преговори, договори со министерството, законот за здравствена заштита, значи да биде изготвен што поскоро, да не консултираат нас, затоа што ние најдобро знаеме што фали во нашиот систем на вреднување, во нашиот систем на образование, во нашиот систем на работење. Значи, ако се направат сите тие протоколи, да бидеме ние инволвирани, а тоа го правиме, ако се донесе правилен закон за здравствена заштита, во кој што ќе бидат убаво опишани сите наши потреби, мислам дека можеме да најдеме заеднички јазик и некои проблеми да се надминат. Нас ни беше драго што ве имавме во отвореното студио 1. Вашата борба продолжува, бога ми има уште многу што да го работите во здравството и секако ви посакуваме успешна манифестација утре. Ви благодариме уште еднаш. Благодариме за поканата. Задоволството беше наше. Јас и Јана овде се одјавуваме, во вечерните часови се дружите со Борејан Јовановски, но пред него следете го забавниот дел на 1 ТВ.